Здраво, денес се јавуваме од Рим, оде се наоѓам ќе направам една мала прошетка, еден убав поглед на Рим од овие старите историските објекти. Највисок, ова е плоштадот Венеција и како што ни кажува и водичот, за време на Втората светска војна и пред Втората светска војна, ова било седиште на господинот Бенито Мусолини. Можеме да видиме во какви убавини уживал човекот, знаел што бира. Па, останете со мене, нема да зборувам, само ќе споменам така некои историски објекти на кои ќе му обрнеме малце внимание. Иначе ова е еден од објектите кој е изграден последен и оригиналните италијани и римљани не го сакаат многу, оти во споредба со другите објекти, овај е многу нов објект во однос на другите и некако за да се изгради овој објект биле уништени многу други постари објекти. Така барем пишуваше долу во некои информации надолу. И сега ќе поминам со камерата, ќе ви покажам некои убавини што треба да ги видите. Па спремете се, врзете се и почнуваме од мојата лева страна. Океј. Ова е некој конјаник тамо, нема многу да зборам како што обеќав. Ваму имаме некој. Ова што гледате високите, то се све некои цркви, базилики. Да ви кажам дека овде има црква Свети Климент. Ако имам шанса да отидам до таму, ќе отидам. Ќе вестиме, значи има црква Свети Климент. Ова е малце не дистракта. Има Свети Кузман и Дамјан, тај ќе ви ја покажам, од другата страна се наоѓа. Одиме. Одовде имаме поглед на аеродромот, се наоѓа во тој правец. Ова не знам што е, некоја базилика треба да е. Оствари, се извинувам, тоа е Ватикан. Ете, ова што го гледате овде, тоа е Ватикан. Црквата Свети Петар. Значи сега имаме во зум. Рим има многу знаменитости, човек треба да потроши едно добри 2 недели да и помини сите, да му посвети внимание. Ете како уште во старо античко време ги правеле улиците под прав агол. Па сигурно ќе прат не биле турците тамо да прават чикмаци.
Сега сме на десната страна од објектот, оде можете да видите овие стари објекти од не знам од кој император се овие градени. Денески има некоја трка овде во Рим, пред Колосеумот. Гледате како се поставени овие белите како трибини. Та не знам дали ќе биде маратон со трчање, дали ќе има нешто со мотори, со точаци. Таа големата трка на Италија. Ова вам го гледате, тоа е Колосеумот. Колосеумот, убаво место да се посети, со добра историја. Таму доста луѓе го загубиле животот, борејќи се еден со друг и со животни, само да му направат кеф на тогашните владетели. Сега ќе пробам да ви ја зумирам црквата Свети Кузман и Дамјан. Еве ја црквата Свети Кузман и Дамјан. Ето, ова што е во зум, ова е црквата Свети Кузман и Дамјан. Додека црквата Свети Климент ќе се наоѓа отприлика, таа е некако вкопана во земја. Тука треба да е тој некој мал објект, и тие две дрва што се гледаат во далечина повисоки со темна боја, тоа треба да е негде во позадина, треба да е црквата Свети Климент, значи во близина на Колосиумот. Таму во далечина на хоризонтот се наоѓа аеродромот, значи на јужната страна од Рим. А ова долу, кај што има многу луѓе, тоа кој ќе се купи тикет за да се посети Колосеумот, значи тоа е вклучена и посета на овие. Тука се наоѓаат разни палати од разни владетели, потоа куќи, нивни раскошни базени, значи убаво место се посети, се поминате едно, рачунајте едно 4 сати. А сега ќе ви зумирам, некои луѓе мислат дека Триумфалната капија е оригинална француска во Париз. Не, другарчина, оригиналната Триумфална капија, каде што поминувале генералите да му се поклонат на, речеме, на Цезар или на било кој владетел, се овие, изградени уште за време на Римското царство. Значи ова е првата, првено тука влегувале, па доаѓале нова Триумфална капија и тука некаде, како што ни кажа водичот, влегувале да му се поклонат на императорот. Значи можете да видите, доаѓале преку првата капија, поминувале на втората, тука има нешто како трибина, кога ќе се помине, а ова бил дворецот на императорот и на неговата фамилија и генералите сите живееле тука. Ова исто некоја црквичка долу, мога заборавив името, извинете. Меѓутоа се е то во склоп на турата која ќе се посети Колосеумот. Се посетува цела ова ерија, видете колку луѓе има ресторанчина да се одмори. Стварно тивко место, убаво место, вреди да се посети. После од тука ќе одиме на еден друг музеј, се наоѓа од десната страна. Така да тој ќе биде во друго видео. Ова видео ќе биде од тука завршено, значи со погледот од палатата Венеција во Рим. Ајме уште еден поглед, уште една панорама. Се надевам дека уживавте во видеото, денот е убав, сончев, не е многу топло.
Значи, тие базилики и цркви ги има насекаде. Во следното видео ќе ви покажам, ќе отидам во посета на базиликата каде што е погребан последниот папа Франциск. Исто ќе имам трето видео, ќе посетиме базиликата каде што е погребан претходниот папа, пред Франциск Бенедикт. Така да останете со мене. Ако не ви е тешко, само кликнете на тоа лайк, ако сакате некој од вашите да го видат видеото или да помогнете малце на видеоканалот. Напишете subscribe и некој коментарче, па може да биде нешто лошо, не е проблем. Све е прифатливо. Ево, ќе одиме во посета на овој музеј долу. Све е овде античко некако, ама интересно, убаво да се види. Убаво да се види. Ето вам ова кулата што гледате. Да зумираме. Тоа е аеродромот. Значи аеродромот се наоѓа на јужната страна од Рим. Значи надолу стегуваме Рим, Наполи, Неапол што ќе речеме ние, таму се наоѓа вулканот Везув, па имаме историско место Помпеја, Помпеи што викат италијаните. И така, овде сега се качуваме, ќе се качиме на лифтот за да слезиме долу. Иначе за да се посети ова, да се качите најгоре на палатата, треба да картата кошта 18 евра, има некој музеј долу. Убаво е да се посети, тоа е историја негде од 18 век на Италија. И ќе слезиме долу, има кафетерија, малце да си се освежиме. А иначе кој сака да го посети Рим, најдобро е, мислам мој план е, постои тура со автобус, мислам дека кошта $25. Да, $25 е и ве врти, можете цел ден да се качувате и да слегувате на кое сакате место, на историски места. Ќе ве качува, ќе ви помне покрај Ватикан, покрај шпанските скали, разни базилики на кои веќе името не можам да им го запамтам, затоа што ги има и премногу. И како се движи автобусот, ќе добивате информации на англиски, француски, германски, италијански, шпански и руски јазик. Се надевам дека доста да зборуваат, ако ништо поќе нешто ќе сватиме по чиста логика, ние сме паметен народ. И значи, ако се качите на тие автобуси, има црвени и зелени. Црвените се малце поскапи, затоа што возат малце покасно, зелените се поевтини, 2, 3, 5 евра, така нешто, меѓутоа завршуваат порано. Значи, можете на секоја станица да слезите, да разгледате што ве интересира, ве носи точно на сите историски места, кои се важни за градот Рим, за историјата на Римското царство. Еве таму уште еден поглед. И така, значи, епа, другачи нема. За крај, тоа е тоа. Бидете ми поздравени и прва шанса дојдете да го видите вечниот град Рим. Има нешто да се види, да се научи. Па, тоа е. Поздрав до сите вас. Лайк и што викат американците subscribe. Чао!